За напредни батериски системи БМЗ ќе инвестира 64,9 милиони евра во Скопје. Договорот се потпишуваше денеска во Франкфурт. Иван Кузмановски е таму, го имаме во живо во вестите. Иван, за каква инвестиција станува збори, кои се деталите од овој договор? Да, Славица, добри вести од Франкфурт денеска. Германската БМЗ стави подпис на договорот со кој влегува на македонскиот пазар, односно ќе работи на отворање на фабрика и инвестиција која што ќе биде реализирана во вредност од 65 милиони евра. Според планот на компанијата, детали кои што беа соопштени на денешното потпишување на договорот, очекувањата се да бидат вработени над 750 работници. За почетокот компанијата влегува како браунфилд инвестиција веќе од следниот месец. Очекувањата се за 2 години да профункционира и капацитет кој што компанијата ќе го изгради во Тирс 2 во Скопје. За деталите за оваа инвестиција во вестите разговарам со директорот на технолошко-индустријските развојни зони Јован Деспотовски. Деспотовски, добар ден. Добар ден. Сериозна инвестиција. Меѓутоа, информациите кои што ги добивме денеска е дека преговорите траеле 6 месеци. Дали ова кратко време во кое што германската БМЗ одлучи да ја донесе и да ја отвори фабриката во Македонија? Па, релативно кратко време, имајќи предвид дека не преговорите, него првиот контакт со компанијата, тоа е некаде крајот на февруари месец оваа година, до постигнување на договорот, кој што се случи некаде пред 2 месеци, беше уште пократок период, подпишувањето се случува после 6 месеци. Она што мене ме радува не е дека ние бевме брзи. Она што мене ме радува е нашата брзина што придонесе да веќе имаме 15 наши сограѓани кои што се дел од тимот на БМЗ во Македонија. Тие веќе работат. Тоа дека компанијата веќе исплаќа плати назад неколку месеци, со платите исплати придонесе во буџетот, така што и без подпис од денеска ние фактички веќе бевме во фаза на инвестициски циклус на самата компанија. Една друга дополнителна информација која што ја сподели генералниот директор на компанијата во интервјуто за Сител, која што ќе го погледнеме во централниот дневник, е дека планираат првите батерии кои што ќе бидат произведени во Македонија да бидат пласирани на пазарот веќе следниот месец, односно тие веќе имаат најдено простор во кој што ќе почнат со работа. Ова е една друга димензија. Ние досега слушавме најави за инвестиции, дека ќе се гради фабрика, дека ќе чекаме години, месеци за да тоа да почне да функционира. Меѓутоа ова се одвива некако многу брзо. Па ова е концепт кој што веќе го практикуваме, да кажеме, за добри години и пол, значи 2 претходни инвестиции во кои што, да кажеме, беа најавени, беа подпишани, веќе беа подпишани во некаква фаза во која што инвеститорите има обезбедено, што го велите вие браунфилд, односно постојан објект некаде кој што времено ќе го користат за наем. Така што да, информацијата, мислам она што го каже и генералниот менеџер, сопственикот на компанијата денеска е точно, че очекувањата сега веќе на крајот на октомври технологијата која што компанијата веќе ја носи во Скопје ќе почне да произведе, односно компанијата веќе ќе регистрира извозот од нашата земја. Нашата цел е и преку измени во регулативата кои што веќе ги подготвивме и се во финална фаза, да кажеме, на разгледување со ресорното Министерство за економија и државата преку своите механизми, финансиски средства, преку ангажман на домашната градежна оператива, да обезбеди веќе некои предподготвени објекти. Тоа значи дека она што веќе го имаме по изминативе 24-30 месеци на реално зголемен интерес на странските инвеститори за Македонија. Вие им понудивте простор? Ние во конкретниот случај им помогнавме да најдат, меѓутоа нашата замисла е веќе, да кажеме, за сите останати понатаму кои што очигледно и сакаат, и имаат желба, а и ние како држава имаме интерес да почнат побрзо, да веќе им се нуди, да кажеме, полуподготвен простор, така што овој концепт на влегување и почеток веднаш додека се гради, да кажеме, нов простор, сакаме да го развиваме и понатаму, фактички да го веќе го нудиме на сите оние со кои што ќе потпишуваме договор. Сега ние имавме можност денеска да влеземе во седиштето на БМЗ овде во Германија. Верувам дека и гледачите преку инсерти можат да видат каква е тоа современа технологија на која што работат. Истата таа технологија, дел од машините од Германија ќе бидат пренесени во Скопје, дел од машините од фабриката во Полска ќе бидат пренесени во Скопје. Меѓутоа, она што ги интересира граѓаните, најавите се дека над 700 работници ќе бидат ангажирани во фабриката во Скопје. Какви плати ќе добиваат тие работници во Скопје? Од проекциите кои што ги добивме од самата компанија, кој што се веќе составен дел од деловниот план, кој што е составен дел од договорот што го потпишавме, тоа е формално врски на самата компанија која што ние ќе следиме, просечната плата за онаа категорија на вработени која што е доминантна, тоа се
работници со безспецифични вештини и со специфични Во хала кој вештини. што ќе работи. Да, кои што ќе работат непосредно на производствениот процес. Значи зборуваме за бруто плати месечно кои што треба достигнат некаде околу 1200 евра. Каква е помошта која што државата ја обезбедува за оваа компанија за да го помогне тој старт на оваа инвестиција? Структурата на помошта која што ја разговаравме со самата компанија не отстапува од некој вообичаен модел, иако настојуваме да бидеме флексибилни, да понудиме она што на инвеститорите, особено профил како БМЗ кој што реално носи сериозна добивка за државата и за граѓаните, го нудиме така што компанијата ќе ужива во одреден временски период, веројатно пократок од 10 години, бидејќи бројките се навистина силни, ќе ужива бенефици од делот на ослободувањето од плаќање на данок на добивка и во делот на ослободувањето на плаќање од персонален данок на доход. И дополнително имаме една, да кажеме, не толку доминантна компонента на поврат на вложените средства, кои што изнесува некаде околу 15%. Така што во вкупниот, да кажеме, пакет на инвестирање, доколку се остварат проекциите кои што компанијата ги даде, зборам доколку се остварат проекциите за годишен износ кој што треба да достигне некаде 350 милиони евра и проекциите секако за добивка, број на вработени, висина на плати, ќе очекувам веќе дека после 6 или 7 години компанијата ќе почне да плаќа фактички средства по основ на данок на добивка и на данок и персонален данок во буџетот, придонесите како што споменав веќе стигнуваат кај нас. Да, тука сме да видиме како ќе тече сето тоа и почетокот на работата следниот месец. Меѓутоа, посетата на Германија и на Франкфурт ја искористивте за разговори со една голема компанија од автомобилската индустрија. Доаѓате од состанокот со Kia. Зашто разговаравте со Kia? Дали е можно таква една компанија да влезе во Македонија? Па мојата политика е дека ништо не е невозможно и дека треба да сонуваме и да целиме кон високо за да можеме да на крајот на денот и да успееме во тоа што го правиме. Не е тајна дека разговараме со Kia, впрочем пред 10 дена и председателот на Hyundai, каде што Kia е дел од групацијата, беше во посета на Македонија, имаше средба со владиниот врв. Ние со Kia разговараме веќе назад неколку месеци, веќе се изфилтрира неколку конкретни чекори на соработка, повторно кажам, не е никаква тајна. Да, денеска зборувавме за компанијата веќе идентификуваше повеќе компании кои што се дел од системот на слободните економски зони, за кои што смета дека се подобни да се вклучат во системите на снабдување за капацитетите на Kia за производство на автомобили кои што ги има во Европа, што е супер. Тоа значи дека отвараме пазар за нашите клиенти, значи странските компании кои што се дел од зоните, со овој чекор добиваат дополнителен пазар во еден сериозен бренд како што е Kia. Разговаравме исто така и тоа е следен чекор кој што ќе го реализираме, а тоа е за соработка на самата компанија со Универзитетот Свети Кирил и Методий во Скопје. Денеска се отвори разговори за можностите евентуално за отварање на можности за практична работа на млади луѓе во самата централа на Kia во Европа. И она што го правиме веќе, да кажеме, наназад неколку месеци, тоа е настојуваме да го отвориме пазарот на далечниот исток, значи за инвеститори таму. Неодамно бевме во Јапонија, сега разговараме за некои следни чекори поврзани со Јапонија, меѓутоа Јужна Кореја не е многу далеко, така што имајќи предвид тежината на Kia и на Hyundai за Јужна Кореја, побаравме поддршка од нивна страна да ни се возможи секако пристап и до институциите, меѓутоа и до компаниите таму, така што повторно кажам, дали сета таа соработка на крај ќе заврши со производствен капацитет за Kia возила на Македонија. Не знам, се надевам искрено дека така ќе биде и работиме на таа тема. Ски благодарам многу за гостувањето во вестите на Сител. Славица, ете тоа беа деталите околу влезот на БМЗ во Македонија. Таа е практично со влезот на БМЗ веќе има повеќе од 200 германски компании во Македонија кои што вработуваат над 22.000 македонски работници. Многу повеќе детали за инвестицијата на БМЗ, како ќе работи, колкави ќе бидат платите, од кога почнуваат со работа, секако во централниот дневник во интервјуто со генералниот директор на оваа компанија. Иван Кузмановски во